Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Во време кога цела Европа се обединува во борбата против глобалниот тероризам, нашите припадници на армија на Република Македонија во нечовечки услови секојдневно ги извршуваат нивните службени задачи во заштита на јужната државна граница. Еве вака изгледа лажниот патриотизам на ВМРО-ДПМНЕ кој што го кријат медиумите под нивна контрола. Војниците на АРМ спијат во руинирани гаражи, во шатори, полни со вода, без грејење. Над 57 војници се сместени во простор помало 90 метри квадратни. 400 војници се принудени да одржуваат хигиена на една чешма, за топли тушеви и недостаток на санитарни јазди да не говориме. Дали ова, министре Јолевски, е вашиот отчет за проектот АРМ, мојот вистински дом? Зошто, министре, се фалевте пред целата македонска јавност дека наводно ги решавате проблемите на припадниците на армијата на Република Македонија, кога еве каква е реалноста со која што се сочуваат истите? Овој срам, ова рушење на достоинството на припадниците на АРМ го кријат медиумите под контрола на Никола Груевски, платени со граѓански државни пари. Но и покрај медиумскиот мрак кој што владее во Република Македонија, вистината излегува на виделина. Груевски потроши над 630 милиони евра градејќи камена и метална фаланга, а реално ја разнебити одбраната на државата. Професионалците ги депримира, а армијата на Република Македонија спушти на дното во општеството. Со погрешните криминални политики Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ одбраната ја доведува на самото дно во општеството. СДСМ со превземање на одговорноста да ја води државата ќе ги промени работите во одбраната. Армијата ќе ја департизира во целост и ќе обезбеди соодветни услови за нормално вршење на службените задачи на професионалците. Евроатлантските интеграции ќе ги вратиме како државен приоритет во државата.